Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Нема поголема среќа ако една ција се бори лажниот херој да го направи херој, а вие македонците пред оној кој што ве поробил да му верувате и да споделувате. Јас за сите вас ќе ви кажам едно мое песниче, а вие како сакате разберете го. Кој вели вака: духот на моите и вашите предци во мене прозборе повика. Повика гласот на Илија. Табарните, Херакле, Филип, Александар, Емануел Христос да стаса до вас. Духот на моите и вашите предци во мене прозборе и рече: потомци наши, не дајте над нашите вечни домови мов да израсне. Ке дојдете по нив да трагате и да трагаат по вашите. Не дајте коските на вашите предци од домовите вечни да ги растураат во неповрат. Не дајте, потомци наши, на вашите и наши огништа да сгасне нашиот вечен пламен. Не дајте, потомци, на нашите и вашите буништа туги петли да пеат, зашто веќе го слушаме нивниот глас, гласот на тугите петли. Не дајте, потомци наши, на нашите и ваши гумна околу стожерите туги букефали да трчаат, зашто гледаме почнале да трчаат. Не дајте, потомци наши, над нашите и ваши ридови и планини мов да падне и однесе во заборав и неповрат се. Тоа е денес, македонци. Остана уште мов да падне, потомци наши, над нашите и вашите ридови. Остана само уште мов да падне и да однесе све во заборав и неповрат. Бидете среќни што една ција застана да го загуши востанието на Владо Павлов. Од најголемиот убиец на македонизамот ви прави дека тој е најголемиот херој. Херој над хероите. А вие, македонци, ако продолжите вака, ќе дозволите и мов да падне и да однесе све во заборав и неповрат. Сакајте верувајте, сакајте не верувајте. Откако видов како сите се дрзнавте да верувате на ција, таа кој што единствено ја уништи УДБА во Македонија, и после самонарачаниот атентат дојде во владение. Која е разликата од Киро Глигоров и Зоран Заев? Самите одлучите. А јас ќе седам настрана, ќе ве читам и ќе ви се смеам. Ќе ви се смеам, затоа што и не случајно сте со катанец на умот и пранги на нозете. И никој нема да може да ви го даде клучот за катанецот на умот и прангите на нозете да се ослободите, ако и понатаму живеете во овој свет. Свет на лаги, свет на робовладетелство, каде што една ција застана во одбрана на она што Владо Павлов
со децении уназад го правеше. И дали ќе успее да го направи херој? Да, ќе го направи. Ама Бог нема да го направи. Затоа што Божјата десница силно удара врз Ција. А вие, кои што верувате на Ција, останете ми таму каде што сте, со катанец на умот и пранги на нозете. И никој нема да може да ви помогне. Во кафезот на Ција не можете повеќе да пливате. Ама ова што го читав деновиве, ми кажа колку вие сте Ција. А заборавате дека Армакедон ќе биде во Македонија. И ви кажувам, ни Ција, ни Свети Ција ќе ве спасе. Затоа што послем Турција, Македонија е наред. И Бог сите ве гледа и ви се смее. Колку може македонецо да биде со катанец на умот и пранги на нозете? Колку може некои да се трудат со докази, со аргументи, со факти, а вие да го исмејувате? А оние кои што се за исмејување, им се клањате. На кого се клањате, бе, македонци мои? На кого? На војската на шејтанот? На војската на ѓаволот? На Ција? Абе, послен Бон Стил, све ќе биде уништено. Се. Само поради тоа што на Бог му се најмили децата. Помнете и не заборавајте. Тоа е за вас, македонци, со катанец на умот и пранги на нозете. Продолжите да живеете во вашиот кафез. Таму јас не припаѓам и ве поздравувам да си живеете уште поубаво во кафезот и да дремите таму и да ми докажувате дека рецката на Киро Глигоров е од Штрафнел, нели? Како да е навигатор и трон да биде на тоа место, а заборавате дека имаме уште многу докази. Заборавате дека ова е само почеток, а ние дојдовме до заклучок. Дека Ција застана во одбрана на најголемиот убиец на македонизмот да го прави херој. Не 100 милиона, а документот е милиарда евра. Милиарда. А која е разликата од Киро Глигоров и Зоран Заев? Едниот со знамето, другиот со името. Имаме многу документи на кои што ќе ви ги докажеме, ама и не треба да ви ги докажуваме, затоа што гледаме дека клучот ви е во Ција, клучот ви е во Скопско кале и тука нема ви спас. Ви нема спас, македонци мои. На вие кои што го споделивте сето она што Ција како доказ ви го дава. Бре, македонци. На кого се наслонивте? На порубувачот? На тој што ја има под контрола Македонија? И на тој му верувате? Тоа е исто како да македонците од Втора светска војна да уништиле некој македонец од дух, ум и фанатизам и потоа бугарите да ни дадат документ и да ја веруваме на бугарите кои што биле порубувачи на Македонија. Е тоа сте вие, македонци мои, кои што споделивте и кои што ми и на мене споделувате. Затоа ќе ве повикам и ќе ве замолам такви глупости на Владо Павлов да не споделувате, да си ги споделувате дома, при вашите женички, при вашите деца, а и вие при вашите мажија, при вашите колеги, нели, кај што пиете секој ден кафе, при вашите пријатели кои што барате секој недела дојдете на сајмови, на некои си трибини. А зашто секој недела на сајмови? Тоа си го вие знаете од институциите. Така да, информацијата која што е споделена од Ција, најпрво почна од институциите. Да се споделува едни на други и потоа преостанува на сите други. Ова е доказ дека Ција ве владее. Една Ција
која што не знае уште Александар Македонски како успеал на битката на Иса. И таа ција денес ви кажува дека Киро е најголемиот херој. Херој над хероите. Браво, Македонија! Но, останете вие таму каде што сте, јас не ви наоѓам мана, клучот самите барајте си го за катанецот мумот што ција претходно удба ви го ставила и прангите на носете. Ова мое мнение денес ќе биде за ција. Знам дека ме следи, знам дека има екипа која што ги разоткрива сите овие работи што јас ги пишувам, а тоа е доказ и со самонарачаниот атентат. Така да, од сега ова што ќе го кажувам е за ција, која што владее со Македонија и која што единствена што успеала да ја победи удба во Македонија, па и Кос заедно, нели? И да воспостави владение и денес вие сите да им убајна. Вака, тој што ќе го пронајде прапочетокот, ќе ме пронајде и мене. А јас, по 2000 Исусови години, повторно ќе се родам во градот на медот и повторно атињаните ќе ги ставам на колена, заедно со сите нејзини приврзаници, мои македонци. Сигурно ова откровение на Александар Македонски го напишал во време пред да иде да почива и сигурно докажува дека бил пророк, затоа што 90% македонците не се македонци денес и му служат, нели, на ција, на поробувачот. Од каде Александар ова го знаел пред 2000 години? И најбитното од се, споменикот од НОП, кој што нема ни на буквата од НОП, е споменик кој што е под капата на ција. И ја представува вистината за гробот на Александар. Но кутрата таа ција обележала се што е поврзано со гробот, ама не и местото. Затоа што овде не е прапочетокот. Затоа што овде не е рајската градина. Затоа што ција, вие кои што манипулирате не 100 милиона, абе милиарда му дале на херојот Киро и тој со дух, ум и фанатизам за Македонија се борел и не давал да се смени името. Ви кажа дека вие сте дојденци зад Карпатите во 6-тиот и 7-тиот век. Бре, Македонче, една ција си игра пинг-понг со вас повеќе од 40 години. Таа ција не знае каде е прапочетокот. А убаво кажал Александар, тој што ќе го пронајде прапочетокот, ќе ме пронајде и мене. А прапочетокот практично е делото што го работи Владо. И што го воскреснавме најпрво Макоргон, а денес Феникс Макоргон. Знаете што е прапочетокот? Прапочетокот е етерот. Значи, тој што ќе го пронајде етерот, тој ќе го пронајде и гробот на Александар. А ција само ставила и направила споменик под капата на нивниот полтрон Тито и под капата на Благој Попов тоа време, нели? Да обележи дека е тука во Кочанско. Затоа ција е таа како што е. И затоа Александар напишал во неговото откровение дека има многу тастери македонци. А тој повторно ќе ги стави на колена и атињаните и сите македонци кои верно им служат на атињаните. А денес 90% сте македонци мои. Кога ќе дојде Армакедон, послем Турција, немој да кличете.
Немој да велите Цацко ви е крив. Затоа имате уште малку време и можете слободно да аплодирате и да шлакате на Ција. А таа Ција е секаде, во секое семејство. Раздори на фамилии, уништување на фамилии. Што ли не? Така да продолжите си верно на Ција, а јас ја поздравувам Ција и кажувам дека таму каде што е обележен споменикот, нема никаква врска со прапочетокот, а па најмалку и со оно што треба да се пронајде таму. Точно е. Представата на сето оно што го направиле со споменикот од Ноб, кој што нема ни набукот од Ноб, е представа која што е представена како божество. И вели, представата би требало да биде на место за свештеници, театарско, во вид на амфитеатар, со подиум за артистите и хоровите. Дали гледате, македонци мои, колку таа Ција е мокна? Па направила реплек на таму каде што требало да биде погребано божеството. Кој реплек направиле? Значи, место за свештеници, театарско, во вид на амфитеатар, со подиум за артистите и хоровите. И продолжувам. Значи, ова сега, како втор дел, е мој поздрав до семокната Ција и Скопско кале. И вели, на вакви места, на обичните смртници им е забранет влезот, освен определени денови во годината, а би ги чувале видливи и невидливи стражари војници, починати почита и стравот заедно. Ова ви го докажа Димче Ачков, кој што наводно брзајки по резот, мораше да брза, а јас, како Владо Павлов, останав вкус за некои работи кои што чекав Димче да ми ги каже со неговото знаење. Место каде заедно престојуват златото, парите, непознатите сили, божествата, минатото, сегашноста и нивниот севкупен господар, иднината. Единствено тука човекот владее со боговите, користејќи ја нивната моќ, да ја види утрешнината. Тој единствен пророк во човечка форма е царот. Зборот е ознака за божественото, каде големиот бог на сонцето и првото минојско божество не се појавило од првобитниот хаос, создавајќи се себе си со довикување на собственото име. А тоа име е етерот. Е токму тоа цвеќе на животот Ција е поврзано со вистината за ова што Владо Павлов го кажува. Токму тоа цвеќе на животот кој што го украдовте вие, со нарачан претрес во кој што учествува Кочанскиот јавен обвинител и кој што ќе има најголемата карма за пулс, и сите оние други од овара довлочени, е токму калаусот за гробот на Александар. За да знаете дека не случајно некој работел зад грб и некој како Ција го демнел Владо Павлов. Ама и нив ги демнат. Ција, ако вие го демнете македонскиот народ и Владо Павлов, вас ве демне Бог. И затоа ќе ви се стрούσε секако кула од карти. И затоа камен на камен нема да остане поради сите злодела што ги правете против овој македонски измачен народ. Токму тоа цвеќе на животот е прапочетокот. Токму тоа цвеќе на животот е откровението кој што го кажал Александар пред да иде да почива. Токму тоа цвеќе на животот го символизира прапочетокот и гробот на Александар, кој што Кочанскиот јавен обвинител случајно го видел
и рекол на Ротари Христина, земи го и него. А неголемите слуги на ција се ротарци во Македонија. Помнете и не заборавајте. Затоа и поголемиот број ротарци и лајонеси, не знам какви ли не, пишува како Киро Глигоров бил најголемиот патриот на Македонија, па не сакал ни милиарда, 100 милиона, колку биле, не знам, да ги земе. Тој што ќе го пронајде прапочетокот, ќе ме пронајде и мене. А јас, после 2000 Исусови години, повторно ќе се родам во градот на медот. И повторно атињаните ќе ги ставам на колена, заедно со сите мои македонци кои што се поклониле на атињаните. А денот е Армагедон. Уште многу кратко. Тогаш ќе ве прашам, вас слугите на ција и сите останати. Абе, вистина ли Киро Глигоров 100 милиона евра незел за да биде херој, за да го смени името? Тогаш ќе ве прашам. А до тогаш ќе ви се смеам у фаца. Затоа што самите не гледате каков катанец имате огромен на умот и какви синџири и пранги на нозете имате од таа ција, која што се докажа дека е учесник во случувањата со Киро Глигоров. Зашто инаку би го бранела? Затоа што после сите тие случувања Македонија влезе во поголемо робство, после тој самонарачен атентат. И затоа им кажувам за ова на ција, пошто ција го бара гробот на Александар. А ќе го најде ли? А, македонци? Ќе го најде ли? Ајде вие потрчковците на ција, пишете ми, јавете се, не се криете во глувчеви дупки. Дали ќе го најде ција гробот на Александар? Ете јас ви кажувам дека прапочетокот е представен преку цвеќето на животот, кое што е украдено од Овародувлочани, под капата на Ротари клуб Кочани и Христина Ротарка со декрет од Кочанскиот јавен обвинител кој 13 години спиел и не гледал ништо што се случува во Кочани. И се ќе направи да го заштити оној со литиумската батерија на покривот од Пулс. А тоа го знаеме ние и сите останати кои што сме поврзани со Божеството. И не им се плашеме, а најмногу се плашеме на овие земски кралеви, затоа што царот на царевите и кралот на кралевите е тука и чека вие да побарате помош, а не да барате помош од ција, не да барате помош од МИ-6, од МОСАД, од легионери странаца, од КГБ, од БНД. И кој ли не бре, македонци мои, 90% сте во овие тајни служби на странски држави. Си ја продадовте душата и телото, а поголемиот број и духот. И затоа можете слободно да пишувате се повеќе и повеќе за ција. А јас преку тоа и Бог ве открива колку сте верни на Бог, а не свесни дека и ција Бог ја контролира. И доброто, и лошото. И го завршувам ова моје вклучување во живо со доказите за гробот на Александар за ција. Зборот е изедначен со идејата на вистината, како со конечната причина на сите суштества. Со помош на вистината земјата се додржува, или именувањето на нештата, луѓето и појавите ги преведува во постоење. Кој сака да ја осигура вистината, со лично присуство, да ја потврди на она што е означено, а не да го истакне именуваниот. Кој останува, тоа име напротив ќе се брише од собствениот подпис.
кој останува како мистерија на неприфаќање на идната слава. Тоа е Владо Павлов. Не прифаќам никаква слава и знам дека моето име ќе се избрише. Ама знам дека и многу работи ќе се десат од она што до сега сум го кажал. Преку Питагоревата теорија ќе го најдете бројот 3 како знак на божеството, кој го значува почетокот, средината и крајот. Основните бои поврзани со бројот 3 се црвената, жолтата и сината. Она што Димче вели дека споменикот бил во боите на ЦИА, на Соединетите Американски држави. Тој Димче така вели, ама не и Владо Павлов. Затоа што Владо Павлов не е поклонник на ЦИА, на МОСАД, на МИ6, на БНД, на легионера странци и на која ли не друга странска служба што надвиснала над Македонија. Тие 3 бои, кои што ви ги кажав, се боите на божеството. Уште еден доказ дека споменикот е изграден по дела на ЦИА и како калаус дека гробот на Александар е во Кочани. А дали е под споменик или не, тоа е друго прашање. Ако е под споменикот, тогаш ЦИА ќе го пронајдела. А уште го бара. А зошто го бара? Прашајте ја ЦИА, пошто сте сите вие потрчковски незини. Нели? ЦИА ви даде документ дека Киро Глигоров е херојот, новиот Александар Македонски, новиот татко на Македонија, Филип Македонецот. Киро Таушанов Глигоров со навигација од фронталниот синус. А вие пак останете со катанец на умот и пранги на нозите. Различните здружувања со бројот и со овие бои и бројот 3 го има во многу легенди. Легендата ни го дава приказот за изработката на котелот, кој се вклопува со намената за заветен погребален обгреб, кој потоа се изнесува од населбата и се закопува во мучуришна земја. Кал, бара, жив песок, како прилог на божеството, исковано од сребро. Токму тој котел, токму тој котел, како што е изработен споменикот од Ноб, е представата на божеството. Е представата на она што е погребален обред за Александар Македонски. Тоа е она што го бара ЦИА. Ама кутрата таа, додека да го најде, Александар воскреснал. И тука најниско створение меѓу олигарсите. Секој ден со нив, а тие не го гледат. Кутрите олигарси на ЦИА, големите македонци. Тука е царот на царевите и кралот на кралевите. Меѓу олигарсите, каде што пушат пури, каде што плаќаат сметки за нивните швалерки за озбилно по $1.000.000, каде што се надпреверуваат еден од друг, кој има повише пари, украдени од вас. Од вас, македонци со катанец на умот и прангите на носите се зафракаваат. По $1.000.000 оставаат за 5 до 10 саат. Во луксузни места. Таму секаде меѓу нив и Александар Македонски, а тие не го гледат. А тој гледа се. И затоа е ставен на споменикот од ЦИА со отворени очи. А сите останати со затворени очи. Да, олигарси. Да, вие млади дечки потрчковци на оние кои што ја крадеа Македонија. Вие со пурите, каде што пола имате ризла, а пола некој туту, не знам од Куба, од каде или не.
ги трошите и изигравате еден на друг поголеми и поголеми, уште малку време ќе ве трпи Бог. На надворешната страна има 7 плочки со глава и ликови на божества, исполнети со слики од поворка на војни, кои чекорат во овој свет и преминуваат во другиот. Тоа е она што го гледате на споменикот од Ноб, кога ќе се качите предната страна која што гледа према југ, која што гледа према Плачковица. Тоа е она поворка која што гледате во македонска носија и го представува ви го представува котелот кој што е сребрен и кој што ја докажува вистината дека овде во градот Кочани е гробот на Александар. И затоа овде имаме поворка како прочка, преправени, маскирани и поворката ја представува ги представуваат со глава и ликови од божества, исполнети со слики од поворки на војни кои чекорат во овој свет и преминуваат во другиот. А напред пред нив има една менада која што се одвојува од ова поворка и е водачот која што ја носи од едниот во другиот свет. Менада која што можете да забележите на споменикот од Ноб, кој што навистина представува погребален, кој што навистина представува ова кажи го котел, кој што се вклопува со изработката на заветен погребален обред со кој што би бил поврзан и гробот на Александар Македонски. Значи, ако го погледнете споменикот од Ноб, кој што нема ни на буквата од Ноб, ќе дојде до заклучок дека сето тоа е поврзано со гробот на Александар, под капата на Ција. А гробот на Александар, дали е таму Ција? Треба да ја прашаме Ција. Иако се затрча да го реновира, уште повеќе да го зацементира, може би е таму, а може би не е таму. Затоа што споменикот го символизира гробот на Александар. Така да, ако сакаме да дојдеме до вистината, до прапочетокот, јас ви кажав дека таа е поврзана со свеќето на животот, кое што е украдено од Овара Дувлочани под капата на инспекторка Христина Ротари, со декрет од Кочанскиот јавен обвинител, е артефакт кој што ве манипулираат дека е од отоманско време, дека е мермер, а всушност е кварц и изработен со топење и лиење и ни го представува прапочетокот и доказ за гробот на Александар. И после она што се случи деновиве, а очекувано од Владо Павлов, се докажува дека Ција стои позади сите сценарија против Македонија, па и против Владо Павлов, поради овие сознанија кои што сакам да ви ги представам, ама вие упорно, македонци мои, не ги сакате и им ги поклонувате за 2 чини орис на Ција. Ама тоа си е ваше право и тука не ви наоѓа мана. Значи, Александар, како и минојците, верувал во живот после смртта дотичниот Ција. Аз знам дека има многу шпиони кои што ме следат и кои што го пратат сето ова. И истите тие знам дека ќе ви пренесат и дека одма доаѓа до америчкото кале, нели до скопското кале. Па ете, јас ги поздравувам со вистината за верувањата на Александар Македонски, кој што бил миноец најпрво, а потоа бил и цар. Значи, човековиот дух живее по смртта и задгробниот живот се споредува со земскиот. Животите по потреба им биле исти. Дали се слушаме сега? Имаше некој прекин, али нема да прекинам додека не го кажам сето ова. Значи да повторам. Добро, ти благодарам. Значи да повторам. Александар, како и минојците, верува во животот после смртта. Или човековиот дух живеел по смртта и задгробниот живот се споредува со земскиот.
Затоа и нашето дело еден ден ќе биде многу големо, бидејќи сето она што го правиме идентично што и Александар Македонски го ширил низ целиот свет. И затоа овие отција го барат, за да може да го окрневерат, бидејќи со самото уништување или, например, делкање со секире или било што по мумијата, тој дух повторно не може да го пронајде своето тело и душа. И затоа ова битка затоа ова голема битка за пронаѓање на гробот на Александар, за да истиот тој не ја продолжи мисијата кога му доаѓа сега неговото време со ерата на светлината. Значи, поради ова, во гробниците се ставале предмети од домаќинства и храна со магиска замена. Подоцна верувањето во задгробниот живот кај минојците се развило со митолошката представа на оној свет каде покојниот се поистоветува со воскреснувањето на богот Дионис. Погледнете го споменикот од Ноб, кој што е нема ни на буквата од Ноб, ќе дојдете до заклучок дека има многу поврзани елементи и мозаици од богот Дионис. Тоа уште еден доказ дека Ција точно знае дека гробот на Александар е во Кочани. И затоа го бележала со присуството со изградбата на овој споменик. Истата она Ција која што ве манипулира дека некој бил херој, не ги зел парите 100 милиона евра, а истиот тој со 25 килограми експлозив до него успел да помине со една рецка кај фронталниот синус. Значи, на 100 метра умираат луѓе од бранот, од силните од силните децибели, а тој поминува со една рецка. И вие вчера аплаудирате сите. Али ако останете така со катанец нумот и пранги на нозете, кој ќе дојде Армагедон, тогаш ќе ве прашам, сите вие кои што аплаудирате на оние поробници, а тоа е Ција, која што единствена организација успеала удба, која што била најсилна во Македонија во бивша Југославија, да ја пороби. Истата она удба, која што ги чисти трагите од атентаторот, а атентаторот, извршителот, е Кос, диверзантска обука, извинете ми. И сега Ција ви вели, нема врска, тој е Супермен, тој, читајќи вестник, успеал да го надмине овој силен звучен бран, ама поминувајќи преку Киро, доаѓа до шоферот кој што возејќи не го направил тоа што Киро го направил. И завршува со од овие децибели, од овој звучен бран со пукање на белите дробови и без пола череп. А вие верувате на приказките на Ција колку сакате. Тоа е доказ Бог да види колку и до кој степен сте дошле македонци мои. И доказ колку вие се спротивставувате на вистината за сето она што значи уништување на Македонија. И го завршувам ова видео со уште еден доказ дека споменикот на вистина е калаус направен од Ција, по чија улога живеел и Благој Попов и Тито, и истиот тој дека го докажува сето тоа, и затоа го зацементира уште повеќе, бидејќи треба, нели, овој калаус вечно да стои, па затоа и стои дека празноверието кое ги обкружувало за животот, ги пратело и по смртта. Така во нивните ковчези во гробниците ставале папируси испишани со разни бајачки. Упокојниот зависел од вниманието на живите, кои можеле да ги ограбат гробниците и да ги унакажат сликите на умрениот, сакајки да му ја разорат среќата на небото или да го унакажат и уништат телото на покојниот. Дали сега овде разбравте што пред малку ви кажав? Зошто Ција го бара гробот на Александар? Го бара да го воскресне или да го унакажи
телото на покојниот, да му разори среќата за неговото повторно будење или за да го воскресне. Вие самите одлучите. Вие со катанец на умот и пранги да носите, за кој што Киро Глигоров ви е Бог, за кој што Киро Глигоров е Филип Македонецот, одбил 100 милиони евра за промена на името, а БЈРМ, кој му даде име на Македонија, бе, македонци мои? Јас му дадов БЈРМ, јас го сменив знамето. Ама треба да бидете среќни дека некој, како овој Забеган, како овој Налудничев, како овој не знам како нешто што не ме правија македонците мои. Да заголица толку, за да Ција ве убедува дека Киро Глигоров бил во автомобилот. А јас се прашувам и ја поздравувам Ција, па зошто кога веќе напред седел, што му требало шофер? Дека го земе, нека го возе Мерцедесот. Како што видовте, нема потреба. Јас да би бил Киро Глигоров, јас сам би возил Мерцедесо, ни шофер, ни напред сакам некој да ме ставе, никој, јас ќе бидам тој што ќе го возам. И како Супермен немаше потреба да има шофер да почине. Затоа што гледаме, поминува со навигација од една рецка. И вие аплодирате и верувате. Па затоа се мачеме 2000 години. Затоа сме у робство. Затоа и пинг-понг ќе се игра секој со вас. Затоа и секој град во Македонија ќе биде полн со дрога. Затоа што 50% од младината се на ги отровија. А другите 50% се стремат кај тие 50%. Пред очите на сите вас, родители. Затоа градовите се полни со дрога. А нешто Ција да ни каже за дрогата? Откако ни го направи херој Киро Таушанов Глигоров? Нешто да ни каже Ција така за дрогата, за Пулс да ни каже? Колку дрога имало во Пулс? Зошто е настанат пожаро? Кога веќе Ција ја сака Македонија и ни покажува кои се херои, да ни каже и за Пулс. Ете, гледаме, го бележале гробот во Кочани со споменикот од НОП. Да ни кажат колку дрога имало кај Деко. Да ни кажат кој продава дрога. Да ни кажат. Пошто веќе се заштитници на македонизамот. И тие ви кажуваат кои се херои. Сигурно во нивните документи од Скопско кале има докази и за Пулс. Ајде да ја прашаме таа Ција. Колку има дрога низ градовите во Македонија? Колку деца наши се уживатели? И колку дрога имало во Пулс? И дали поради таа дрога да се скрене внимание, робјашка тактика, на некој од начините дошло до пожар. Оставете ги прскалките шектански. Нема врска прскалките. Нему фрлете кабајат на тој што ги вклучува прскалките. Единствениот преживеан од ДНК со гитарата. Нему фрлајте кабајат. Ако се, зато и не случајно е што сака нека биде. На таа песма започнува се. Прашајте ја Ција, пошто таа се знае, колку дрога имало во Пулс. Прашајте ги родителите кои што биле секоја вечер во Пулс, накитени, нашминкани, средени и ги носеле малолетните деца. Прашајте ги, дел од родителите таму престојувале секогаш, секоја вечер.
Да не се лажеме повеќе. Целта на Ција во Македонија е да го пронајде гробот и да го окрене верен на Александар Македонски. И затоа се сите овие проблеми кои што ги прават врз Владо Павлов. Затоа што се бореме Ција да не го направи тоа. А сите вие македонци кренавте против нас кои што се бориме да не дојде до ова. Затоа што грижливото чување на неговиот дух се заснувал на вештачкото мумифицирање и конзервирање со изворедното дејство на вулканскиот песок, богат со минерали. Украсувањето на гробницата било со призор на птици и животни кои што живееле во тој временски период и во мучуриштата, кои што во некој временски период било и кочани. И кои биле слободни и од боговите и од луѓето според нивните верувања. Македонците ја преминували својата уметничка даровитост во изработка на предмети во секојдневната употреба. Мебелот, накитот, приборот за козметика, дури и оружјето. Штитоносците, 12 генерали, Диоскурите, Александар, биле сите со оргони. Накитот на Александар и на македонците бил оргонот. Ама вие тоа не сакате да го признаете. Затоа што чекате Ција да каже нешто и да аплаудирате. Така да овие предмети вовглавно покажуваат иста темелена изработка, симетрија и во религиозната уметност, со посебен удел од вајарство, имал познатиот кип, кој го представувал скривалиштето на духот, на оној кој бил погребан во гробницата, но и на духот на Богот во храмот на кој се пренесувале жртви. Нивните облици се засноваат во посебна форма, како дводимензионална уметност. Затоа и Димче го гледа споменикот како череп, а јас го гледам споменикот и како царица со круна од едната страна, а од другата страна како череп. Тоа значи дека имаме дводимензионална уметност. На фреските посебно место завзема жената, култот на големата мајка. Тоа е она што Димче велеше, еве ја мајка Богородица се моли. Не Димче. Тоа е големата мајка која што го чува гробот на Александар. Обележена на споменикот од ноп, кој што нема ни на буквата од ноп. Зато можеш уште посилно да удареш ти и твоите потрчковци врз Владо Павлов. Затоа што ви смета ова знаење на Владо Павлов. И ова не е исмејување на Димче, како некој што тврдеше. Туку ова е вистина за копи-пастевци кои што се во безброј. Сите вие знаете кој кажал дека дедо Михаил, Киро Глигоров и Ванчо Михајлов дека се братовчеди од 3 сестри. Ама братот Чектански не пише доле дека Владо Павлов тоа го кажал пред 20 години. А денеска ветрови со прскалките. И ме разочара и тој. На секоја негова објава ќе му се спротиставувам. Не можеме така да работиме. Не можеме. Сите знаеме, а знаете и вие. Единствениот преживеан од ДНК дека ги вклучил прскалките. Ама тие не се причинител. Шехтански. Затоа што градот на живите, градот каде што е гробницата на Александар, требаше во овие последни години од максимот на темнината да биде облеан во црно. И тоа е нарачено. И тука имаме битка на доброто и злото. Шехтански. Ти кој што тврдеш дека Киро Глигоров, Ванчо Михајлов
И 2 пати господин Михаил се братучеди. Па јас пред 20 години го кажав тоа. Затоа што имам по мојата баба од Штип крвна поврзаност и со сите тројца. И со Киро, и со Михаил, и со Ванчо. А денес неговата керка е во Рим. На Ванчо Михајлов. Може би тоа треба да го пишеше шектански. И никогаш не подклекнав да бидам со нив. И нема да подклекнам. Колку и ција да го заштитува пред сите вас од мене, убиецот на македонизмот, мојот дедо Киро Глигоров. Глигоров земено име по Нада Глигорова од Ново село, на масонот Мише Развигоров, кој што е погребан со черепи и коски, кој што баба Нада е обучувана у Велико Трново и спремана да му биде сопруга. Ако бидете малку реални, вие кои што сте имале односи со Киро и имате деца од него, кажете ја вистината, бе. Кажете ја вистината, кој е тој човек. А не да го правите херој. Јас ви уверувам дека тој стоеше позади сите сценарија на Владо Павлов. Секаде беше. И позади сите обуки кои што сум ги поминал, верно да му слушам на Молохот. Но јас Владо Павлов, кога видов, верувајќи дека сум на некој пат за Македонија, а тие ме спремале за служител на Молохо, се тргнав. И таа алка на тај синџир им фали. Никогаш нема да бидам со Молохо каде што биле сите овие. И завршувам. Ваквата доминација на жената во фреските одговара на минојската религија. Главното божество бил кипот на жената со високо кренати раце во кој држе 2 змии. И сега, Димче, дали тоа мајка Богородица се моли? Или на споменикот ни ја представува големата мајка, кој што е кипот, кој што е представен со кип на жена, со високо кренати раци во кој држе 2 змии. Децата на земјата. Незиниот сопруг е представен во култот на кабирите од митологијата. Значаен доказ каде нашиот јужен сосед не може никако да се вклопи со минојската цивилизација, кој што нема нивно потекло, а нема потекло ни големата мајка. Е токму таа голема мајка е чуварот на гробот на Александар. Токму таа голема мајка ги има децата на земјата. Некогаш Каспар и Полукс, а во христијанството Михаил и Гаврил. Епа ајде ција, ајде вие силни, најсилни американци, израелци, кој ли не, сотрети ги децата на мајката. Сотрети го Михаил и Гаврил или Каспар и Полукс. Ама ете, ви се враќа секако бумеранг. Камен на камен нема да имате. А вие уште верувате дека вашиот цар на царевите и крал на кралевите потекнува од таа земја. Па зашто не се запрашате? Ако таа е Божја земја, зашто Бог не ја заштитува, туку дозволува на Иран камен на камен да не остане од неа? И кога ќе биде уништен ѕидот на плачот, нивното божество, каде ќе плачат сите тие? А ѕидот на плачот нема никаква поврзаност со тоа што ви го кажува.
Зидот на плачот, нивен, е од најголемиот Алкатрас што бил во тогашен Иерусалим, за времето на Рим, каде што плачеле родителите на оние што биле таму затворени и се живјувале со нив, мајки, деца и татковци, како тоа што го правеше Епштајн. А оние останатите живи плачеле пред тој зид. А вие, македонци, кои што плачевте пред тој зид, плачевте за Рим да ве владее се уште повеќе. Имаме плани на Плачковица по плачот и никој не оде да плаче на нејзе, освен јас, Владо Павлов. Плачам на Плачковица затоа што гледам што доаѓа, а вие љубоморите колку сакате. И ви докажав, и ке дојде Турција, многу брзо, а јас чекам да се случи и Турција. А потоа ќе ве прашам, дали се обединивте македонци мој од целиот свет или не? И дали ќе дојдете на бели гаки или и дзиври ќе носите со белите гаки? И го завршувам со кулата која што според мене е поврзана со гробот на Александар, а не споменикот од Ноп. И вели вака: сето ова е за Ција. Еве, поклон од мене за Ција, да и помогнам, да не се мачи, да го најде гробот, да го крневере, да го уништи духот на Александар. Ете, таа Ција, која што ви кажа дека Киро Глигоров ви е Филип Македонецот, дека тој е најголемиот херој, ни 100 милиона евра не зел, за да го смени името. Ама затоа неговиот потрчко, Бранко го создаде Заев, па тој го смени. И па кој му даде пари на Сорос? Кој зеде пари од Сорос? Како влезе Сорос во Македонија? Зошто Киро како херој му дозволи Џорџ Сорос да дојде во Македонија, а преку него и Ција? За Дридот постоело езеро, за кое се верува дека настанало онака како што била зидана кулата. Најправен на тоа место бил кладенец, осветлен од внатре, со таинствен извор на светлината. Кога човекот пробал да го прошири изворот, забележал дека неговото дно не е од земја или вулкански песок, туку дека потенкиот слој мазни и сјајни белутрачиња налик на бисери се наоѓа мощнет прт, блескаво бледожолтеникав камен, што тлее како јасно сонце и од кој како солза од око извира вода. Значи, кладенецот не бил обичен извор. Водата не доаѓала од утробата на земјата. Едноставно се лачела од каменот. Сакајќи подобро да испита таа појава, силниот владетел, кој токму тогаш кроел планови за зидање на кулата, засекол, одвоил блескаво парче камен и од длабочината, а од длабочината заклокотила водата уште со поголема сила, исполнета со оној скоро матен внатрешен сјај. Тој течен кристал се точел од парчето бисерна карпа. Е токму во таа жива вода спие со отворени очи вашиот цар на царевите и крал на кралевите Александар Македонски. И македонците сиве овие 2000 години грижливо го чуваме. А вие Ција, македонци, останете ми во љубов, мир и хармонија, бидејќи имате уште малку време. Максимот на темнината завршува и доаѓа светлината. Ција, пронајдете го тоа езеро,
за дридот, за кое се верува дека настанало онака како што била зазидана кулата. Каде е кулата, таму е гробот на Александар Ција. И правите го херој колку сакате, убиецот на македонизмот. Нека шлакаат моите македонци. Ама за кратко.